Државата не е желботик и не може да исполнува барања на опозицијата. Ова е ставот на вице-премиерката Радмила Шекеринска за поставените услови на ВМРО ДПМН за предвремени избори. Каква е таа опозиција кога ќе дадете предвремени избори, она вика, ќе учествувам ако ми ги исполните условите. Па не е државава желботека па да им ги исполнува условите. Но токму пред неколку години како опозиција, партијата на Радмила Шекеринска поставуваше низа услови за одржување на изборите, поради кои и неколку пати народното изјаснување беше одложувано. Нашиот став е многу познат. На крајот оваа криза мора да се реши со избори. Меѓутоа, за да се реши кризата, тие избори не смеат да бидат повторно криминални, корумпирани и манипулирани. Фер и демократски избори се решение за проблемите во Македонија. Да. Меѓутоа, минатата година се договоривме што тоа значи. Тоа значи изборна реформа, тоа значи нов состав на Државната изборна комисија, тоа значи чистење на избирачкиот список, тоа значи слободни или барем реформирани медиуми. Без овие услови, сето што ќе се направи ќе биде повторување на криминалните избори од 2013, 11, 14. И на такви избори не одиме. И такви избори не одиме. Прашањето е кои услови треба да бидат задоволени за тие да има избори. За да има избори. Ова не е прв пат вице-премиерката да ги минува ставовите. Тоа е случај кога станува збор за референдумите. За вистинска одлука на граѓаните се потребни целосни информации што е обврска и на владата. Изјави Радмила Шекеринска на 14 октомври во 2004 од трибина во Титово во рамки на кампањата за бојкот на тогашниот референдум за задржување на старата територијална организација. Но за овогодинишниот референдум не беше најважно граѓаните пред референдумски да ги знаеа уставните измени. Пред 14 години тоа беше клучно. Бојкотот за Шекеринска и целото раководство на СДСМ тогаш беше излез, а сега трагедија. Иако интернет архивите се целосно избришани и нема трага од кампањата на власта во 2004 за граѓаните да си останат дома на денот на гласање, во архивите на весниците се кријат тогашните ставови на сегашната власт.